По повод денот на рударите 28 август, синоќа во Пробиштип се одржа свечена седница. Општината која е позната и која претежно живее од рударството, сега веќе е ревитализирана. Бројот на невработени постојано се намалува, а градот ја зголемува динамиката на живење. Сепак, според министерката Мила Царовска, најважното за рударите е направено годинава. Како министерство сметам дека правиме многу за граѓаните на нашата држава, заради тоа што сме посветени и затоа што се грижиме за секој поединец, посебно за оние најранливите. Сметам дека најважно е да ја споделиме информацијата за конечно враќањето на достоинството на рударите во нашата држава и тоа дека после многу години имаат можност повторно да одат во пензија само со стаж, заради тоа што нивната работа е исцрпувачка и заради тоа што тие немаат можност да го рехабилитираат своето здравје, независно кои превентивни мерки да се превземаат. И токму затоа 51 рудар во нашата држава во јануари месец остварија пензија по новиот закон или ако порано одеа во пензија со 58 години, сега одат во пензија со 50 години. Во меѓувреме, годината што измина е многу значајна и за општината, која мора постојано да ги слуша потребите на граѓаните. Уште од првиот ден на моето работење како еден од главните приоритети и предизвици пред себе го поставив економското закрепнување и финансиската ликвидност на општина Пробиштип. Овде пред вас сакам да потенцирам дека за сите приоритетни проекти кои беа нотирани во мојата предизборна програма, секојдневно и неуморно даваме максимални напори да ги реализираме во целост во соработка со владата на Република Северна Македонија. Важен момент во функционирањето е и соработката со Советот на општината. Предикот на општината и добросостојбата на граѓаните се најважни, па така и донесените одлуки се со таа цел. Одличната соработка со градоначалникот, директорите на јавните институции, како и општинската администрација само допринесуваат за поефикасно работење на Советот. Освен 500 вработени во рудникот кои за живењето на Пробиштип се исклучително важни, градот може да се пофали со исклучително доброто работење и на други компании, а пред се Табмак, што потврдува дека општината има стратегија која овозможува екзистенција и просперитет.